Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Четврток, 19 февруари. Да измири се. Читаме текст од Колосјаните, 1 глава, 19 и 20 стих. Зашто во него благоволи да се всели сета полнота и преку него да измири кон себе се што е на земјата или на небото, творејќи мир преку крвта на неговиот крст. Какво е тоа помирување што доаѓа преку крстот и колку е тоа сеопфатно? Апостол Павле користи многу интересен израз на грчки јазик за да го заокружи својот опис на Исуса Христа, укажувајќи посредно на Отецот, кој се спомнува во стихот од Колосјаните 1 глава 12 стих. Да му благодарите на Бога, кој не оспособи за учество во наследството на светите во светлината. Неговата полнота е токму во тоа што Отецот сакал да живее во Исус. Да споредиме со текстот од Колосјаните 2 глава 9 стих. Зашто во него живее сета полнота на Божеството. Каква е оваа полнота? Јован зборува за неа како за слава на Отецот, која е полна со благодат и вистина. Текст од Евангелие по Јован, 1 глава, 14 стих. И Словото стана тело и се настани меѓу нас, и ја видовме неговата слава, славата што ја има како единороден од таткото, полн со благодат и вистина. А врз основа на овој исечок, таа полнота опфаќа многу. Таа ја опфаќа Божјата вечност и самопостоење, и неговата моќ да создава и наново да создава. Но најважно од се, таа ја нагласува неговата мудрост, што се огледува во неговата победа над гревот и смртта на најнеочекуван начин, преку крстот. И со тоа, најнеславниот предмет, тој го преобразил во сведоштво за неговата вечна љубов кон секое создадено суштество. Евангелие по Јован, 3 глава, 16 стих. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Единствениот начин, гревот, за секогаш да биде навистина победен и да се помири се што можело да се помири, е сумиран во оваа една славна вистина. Бог возлюбил. Тој ја возлюбил целата вселена и не возлюбил нас толку многу, што ризикувал се за да не спаси преку Христовата смрт на крстот. Грчкиот збор за свет е космос, што го опфаќа целиот универзум. Апостол Павле се повикува на ова универзално покажување пред вселената во контекст на следењето на Христа, бидејќи станавме гледка за светот, во заграда космос, вселена, на ангелите и на луѓето. Ова е текст од прво послание до Коринќаните, 4 глава, 9 стих. Небото со болка и со воскит го посматрало Христа како виси на крст. Со својот бунтовен живот, сатаната и сите што се соединуваат со него, се поставуваат во таква несообразност со Бога, што веќе и самото негово присуство за нив е оган кој запалува. Славата на оној кој е љубов ќе ги уништи. На почетокот на големата борба, ангелите ова не го разбрале. Но тоа нема да биде така кога ќе се заврши големата борба. Тогаш, бидејќи е довршен планот на спасението, Божиот карактер ќе им се открие на сите разумни суштества. Во такви прилики, ангелите можеле да се радуваат, посматрајќи го крстот на Спасителот.
Сам Христос во целост го сватил резултатот на таа жртва што е принесена на Голгота. Сето ова го гледал пред себе, кога на крстот извикнал: се сврши. Ова се цитати од книгата Копнежот на вековите, од 706 до 764 страна во оригинал, од Елена Вајт.